Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Онаму каде што се земјоделците, таму сме и ние, нашата екипа. И на ова пеколно време, некдека на пладне го снимаме прилогов, жешко е многу под пластенициве, но имаме, да речеме, еден вид ексклузива во нашата емисија, а тоа е дека се бере првиот македонски бостан, или лубеници, како што сакаме да кажеме, се наоѓаме во Стојаково. Интересен пример, каде што имаме неколку хибриди на бостан. Гледате, се разликува самата боја. Ова семејство живее само од земјоделството. Рековме дека се први во Македонија кои што го берат својот бостан. Ако има некој пред нив, слободно нека ни се обратат во емисијата и ќе дојдеме и кај нив, ќе снимиме. И добро е што имаме вакви позитивни примери, каде што ја беле, да речам, ја осветлува сликата за македонскиот аграр, бидејќи како што изминува времето, земјоделци има се помалку, се повеќе се сведуваме на увоз и на тоа со сомнителен квалитет, но и вкусот и мирисот на она што го имаме под македонското поднебје, под ова сонце, со нашата вода, се разликува од се останато што го имаме. Цената во моментов се движи 50 денари за бостанот, идентична со она која што е увозна, иако можеби трошоците на овие производители се многу повисоки за да се добијат овие производи квалитетни, како што реков. И уште едно подсетување само за состојбите во градинарството. Добиваме информации за она како се движи цената на останатите градинарски култури. Например, доматот стигнуваше цена 60-70 денари, но секојдневно таа паѓа. Сега во моментот во Струмичко е 35 до 40 денари, додека земјоделците очекуваат дека таа цена од 50 денари сепак ќе се задржи, која што е профитабилна за да може да ги покријат трошоците, а секако да им остане профит за да можат и тие да живеат понатака. Во денешнава емисија, реков ексклузива, го започнуваме она што значи можеби синоним за македонскиот аграр, со кое што можеме многу поуспешно да се пробиеме со овој бостан на дворешните пазари, а не да имаме увоз, и се она што представува вкус и мирис во делот на зеленчукот. Секако подготвивме и други прилози од она што го имаме разновидност од производството на храна и верувам ќе го задржиме вашето внимание. Останете со нас. Најчесто бербата на бостанот започнува после 15 јуни, но овој пример говори дека може и поинаку. Ние фамилиарно си работиме и кога ни треба помош, фаќаме аргати. Земја работиме некаде околу 5 хектари. Годишното производство на бостанот се движи околу 80 до 100.000 тони зависно од годината. На почетокот цената е повисока. Сега е изедначена со увозната. Јас сум регистриран земјоделец, добивам субвенции, али субвенциите не се никаква помош за нас земјоделците. Цената на производството. Само цената ја игра главната улога. А не велам јас. И субвенциите не се лоши, ама со тоа се залажуваме само треба цена и планирано производство. Произведуваме модар патлиџан, зелка, кромит. Стојаково беше градинарско село до пред 15-20 години. Садавме патлиџани од 700 куќи 650. А сега доаѓаат од страна луѓе, продаваат до Стојаково патлиџани, што е најмизерно. Земјоделците се револтирани и од една друга појава. 2 пати аплицирав за трактор, 2 пата ме одбија, затоа што немам никаква додирна точка до власт. И после до година отидов со кеш пари, со мои пари, си купив трактор и така. Со свој пари? Со свој пари. А тој што не работи земјоделие, зима 2 трактора, 3 трактора. Но мора да ви дадат образложение, не може туку така да ве одбијат. Имаше ли зошто ве одбиле? А зошто? Затоа што не сум партиски. Не може да е тоа. Како не е тоа? Тоа е. Таа е реалната, значи Ако имате вие бодови, ако имате пошто се гледат тие бодови на мене, не ми е јасно. Колку земја работите, па бизнис план ако имате или нешто? Нема врска тоа.
Не, Тоа нема само што се збори на телевизија, тоа е се ветар и магла. Кога се случило ова одбивањето? Пред 2 години, има една година, значи 2 пати аплицирав и во Битола отидов и нема... Не било добра подготвена документација? Нема шанси да не било. Значи, не сум имал врски. Не сум само... Значи, не сум само јас. Еве апел, моето не се слушаше убаво, ама еве апел. Значи, на терен среќаваме често ова што се случува, дека мора ургенции, мора да сте политички определени. Значи, апел, ве молам, секој документ, еве директно до директорот на платежна агенција, таму ова се случува. Повелете, кажете уште еднаш. Да аплицирате уште еднаш, ве убедувам, да се следи сето тоа, сигурно ќе ви треба и друга некоја механизација. Ќе ми треба и друга механизација, али јас уште еднаш аплицирав и, значи, нормално уредни документи и лозарство сум работел, 2 хектари, регистриран земјоделец и после некое време ти иде решение, не ги исполнуваш условите, не сум само јас. Значи, не сум само јас. Многу има така. Сега, има поединци што ги знам, што имат само земјиште, аплицираат, не ги користат, да кажем, механизациите, ќе помине тој рок од 5 години, што не смеа да го продадат тракторот, и после ќе го продадат. Нивите не ги работат? Па не ги работат нивите. Жално на вистина ова што се случува, но еве да подигнеме колку кила има ова. Значи внимание, ве молам да се обрне внимание на овие производители. Ова е нашиот прв производител на бостан во Македонија, кој што е одличен конкурент на она што го имаме во ОВОС. И по изглед, и по вкус, и по мирис, и по све. Се знае, македонското домашното е најдобро. И уште еднаш ви благодарам и да потенцираме дека исто така вас е мајстор за калемење. Ви благодарам што одвоивте време. Рано наутро станувате, одите, продавате, све вие самите се сноѓате, значи морате да бидете и продавач на она што го произведувате, за да, како што рековте, оние надкупци да не заработуваат на вас. Да. Така? Да. Тие и двојно и тројно ги зголемуваат цените, а овдека сега е 50 денари, така рековте, килограм бостан. А знаеме, при крајот на летото паѓа цената, за жал, тоа е така. Да. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас. Остануваме без коментар, во надеж дека некој ова ќе го слушне и ќе го испита, а доколку има докази и да се санкционира. Секоја година е различно, велат производителите. Е навистина лотарија дали ќе имаат приход, профит од производството и градинарите не знаат што да посадат. Дали домати, дали пиперки, дали куртовска капија, дали бабура, да не ги набројуваме сите култури, но велат потребна е стабилност, континуитет во откупната цена, за да може да имаат сигурност и во она што го произведуваат, да може да живеат, да се одморат и тие, бидејќи мачно е, особено е вака во затворен простор, на овие сега не се високи температури, но во летниот период, кога се уште ќе трае бербата на овие домати, ќе бидат навистина пеколни времиња и бараат сигурности од владата во делот на негарантирана цена. Знаеме дека те од државата не може да го направи, но регулација на самиот пазар, бидејќи голем дел од она што веќе го имаме сега на нашите пазари е од увоз. За жал ја руши цената, а има и совпаѓање, односно хиперпродукција на одделни култури во регионите, а ние се наоѓаме во градско, каде што исто така познати се градинарите по својот квалитет. Што да посадат за да имаат сигурност, за да може земјоделството и натаму да постои, особено градинарството. Гледаме дека цените се високи и како што велат и натаму ќе бидат се повисоки, бидејќи и трошоците се зголемуваат. Анализа е потребна, стратегија, за да не зависиме од увоз, да имаме секаков вид на зеленчук на нашите трпези, туку се знае, домашното е најдобро.
Конкуренцијата од увозните домати краставици ги рушат откупните цени. Иако на пазарите потрошувачот се уште скапо го плаќа зеленчукот. Во моментов цената за доматот е од 30 до 40 денари за килограм, што не ги задоволува трошоците, а нема ниту заработка. Годините се повторуваат, земјоделците и потрошувачите губат, но трговците и увозниците заработуваат. По занимање сум машински инженер и работам како професор во Средно стручно училиште Колен Делковски во Велес. Инаку како дополнителна дејност работам производство на ран зеленчук, од кој оваа година одгледуваме лут пипер, што е во позадина зад мене. Имаме нешто бабора и грото е домат, кој треба да почнеме со берба наредните 10 дена. Ланската година продававме 40 тона домати по просечна цена 25 денари. Цената на домотот без дополнително грејење во заштитен простор меѓу 35 и 40 денари. Значи се што е под 35-40 денари е во загуба. Но и овде се случува вообичајната појава. Двојно, а некогаш и тројно се повисоки цените што потрошувачот ги плаќа. Кој оваа појава треба да ја контролира? Докаде е законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување со земјоделски и прехранбени производи? Тој закон постои, но само во службен весник, велат оние кои што ја произведуваат храната, а добиваат најмалку од продажбата. Реколтите доаѓаат и минуваат, а резултати нема. Пиперот е 50 денари, што се вели од дома, на кванташки е 65, 70, 60. Цената и на пиперот и на домотот производствена е тука некаде. 35-40 од до. Од прв килограм до последен. Како ќе испадне понатаму, дали ќе има увоз, дали ќе има други дополнителни интервентни од владата, тоа не се знае. Но највеќе ни смета, барем во поглед на продажбата на домотот, увозот од Албанија, каде што они последните количини домот ги увезуваат кај нас и ја рушат максимално цената на нашиот врвен прва класа домот. Временскиот период на домотот од Волона или од југот на Албанија доаѓа на пазарите во Македонија, таму е привршува при кај нас почнува, поевтино тоа е поевтино, народот сака да купи поевтино и автоматски понудите во врвачката си го прават своето на пазарот. Лани сум ги покрил 2 трошковите, ама за мене за работка немало. Секој производ има цена. Се кошта. Значи и прекупците што го зимат пиперот. Јас на пипер не можам да носам мој пипер на кванташки. Имам денеска да има 400-500 кила луто. Вчера имавме 500 кила блак. Кој ќе почне домотот зрее во зависи од температурите, нагло зрее. Како ќе го продадеш ти 5 тона денеска, 6 тона домат пласиран кило по кило или да разнесваш низакот? Мора да постои таа корелација, луѓе кои носат и кои само треба да биде од страна на државата организирано и да се знае кој што работи. И со колкава маржа треба да оди. Значи, едно кило самиот производител, ако земе денеска тројца луѓе да работат, за 3 сата зимат по 1200 денари и повеќе. И ако еден човек набере да речеме 500 кила патличини, 1200 поделите со 500, 2,5 денара ќе испадне килото само за аркатот. Видите, ние не сме некои големи производители, кај што ние имаме многу мала обработлива површина на градинарство, мал број на луѓе активиран кода, значи јас и брат ми. Во почетокот земавме малку повеќе субвенции, да речем околу повеќе од 60.000 денари. Сега дури не се замараме ни во рокот на пријавување, бидејќи не минимално туку, не да нема време. Субвенциите се интересни, мада пак ќе кажам моје лично мислење, владата или Министерството за земјоделие да формира цени, кои цени ќе бидат загарантирани, дали ќе биде за ориз, дали ќе биде за јачме, дали ќе биде за било што, луѓето не му се потребни субвенции. Тие ќе знаат сами да си го направат есапот, дали нешто да произведуваат, дали да не произведуваат. И владата нормално да направи овие количини се потребни, тие количини се потребни. Самите знаеме дека тутунот во денешно време е јако профитабилна гранка, има убави субвенции, за гарантирана цена, можеби така во нафта кога дават еден извесен период од 2-3 месеца ќе ги покријат, но сепак кај големите плантажи, кај што има големи количини, има луѓе, има производители кои со тие субвенции има површини што не се обработуваат, а се водат за субвенцирање.
тука се тие промашувања и обично тие луѓе и се знаат и ги знаат. Почнав малку со оваше, но видов дека не можам да се пронајдам таму и откажавме благовремено, инаку кај раноградарството климатските промени не битно влијаат толку, бидејќи работиме во заштитени услови, работиме со веќе извори на вода, додека кај овошето може да се случи се град, суша, мелиоративните системи знаат да откажат често пати, па водата ја пуштат веќе кога е оформен плодот. Има еден куп работи. На отворено и болестите се по... Значи, овошето е по мое мислење, лично мислење, по осетливо на климатските промени. Додека во градинарството, колку толку заштитен простор, вода, регулација температурата, избегнуваме со дополнително грејење, бидејќи тоа е едно труд, друго и повеќе пари, а во крајен случај веќе нема никој да работи. Градско на времето пред 95-та година, да не кажам кога јас веќе почнав масовно да се занимавам со ова, да не кажам мирисеше на пипер, во градско имаше 10 камиони по 20 тона пипер. По 8 тона, речеме. 80 тона пипер имало дневно. Прекупците сме ги знаели и ден-денес ги познаеме, нема за сите, само ово преко Петостара, да не кажам сега со регистрирана фирма, кај што не прибира, туку за се дава некоја реална цена, која реална цена некојаш него ќе му оде во профит, некојаш може да изгуби. Значи патот од Градско до Скопје е ризик. Кој ризик го познават само тие што работат. Оние што кажуваат од ризик вака еднака е и оние во станот што чекат да јаде свеж домот, тоа е сосем друга работа. Значи секој сака во станот свеж овоше, секој сака свежа праска, секој сака свеж домот. Да го произведеш, стрес, пари вложуваш, време. И на крајот кога нема да се погоди цената, јас ова година кога почнав реков, се ќе направам само да се погоди цената. Беше Градско некогаш голем градинарски регион. Навистина мирисаше на пипер. Многу минувачи туристи го купуваа родот, а имаше и многу вкусно овошје. Од година во година е се потешко. Може да се произведува и натаму, но се помалку има кој да работи. Јас Сабале го испратив малиот син во Америка. Постариот работи во Маркарт инженер. Само јас и мајка ми брат ми одиме дополнително да работиме. Не можеш да најдеш ни луѓе да дојдат да ти не наполнат, за пари нема. 2-3 жени што работат во Градско на 10 декари патлиџини. 2-3 жени се тоа. Мотање, подкршување, филизирање и така натаму и така натаму. Нема луѓе. Како да е, за јас сум 57 години, за 2-3 години мислам дека целосно ќе се откажам од ова дејност. Ова е вистинско богатство. Македонски лешник од италијански сорти, меѓу кои има и римски, заедно одамна присутен, но радува фактот што се повеќе имаме и финализација на лешникот. Не е само да се подигне насадот, да се внимава, иако за годинава не знаеме се уште каква ќе биде родност на лешникот, бидејќи и овде има штети од измрзнување. Но како што реков, добро е кога се финализира, кога со соодветна опрема се добива најпрве нели како што следува и по европските стандарди, кршење, миење, чистење, се она што е како процедура, но исто така и печење и кршење на лешникот. Сето тоа возможено преку европските проекти, каде што е добиена и ова опрема целосна во линијата. Прва биокооператива од село Дрслајца има некаде 50 хектари насади со лешник, а вклучени се 20 членови. Убав пример кој што треба да се следи и токму тоа го препозна и во Европската Унија преку овој европски проект реализиран и преку МРФП. Да го видиме. Се зголемуваат површините засадени со лешници.
и сега во моментов изнесуваат над 2000 хектари. Извозот на овошјето се намалува, а за годинава не знаеме какви ќе бидат очекувањата, имајќи ги во предвид последиците од измрзнувањето. Но се зголемува извозот на лешници. Вкупно над 130 тони има извоз на лешници. Потребни се постојани инвестиции во овие овоштарници, а најголем профит овоштарите може да добијат со финализација на производите. Јас сум од самиот почеток на прва биокооператива и имавме потреба, значи, од после берба лешникот да се направи, да се ивчисти доволно за да може да оди на понатамошно производство. Добивме грант и набавивме нови машини за понатамошна преработка на лешникот после берба. Една од тие машини е ова машина. Таа служи за сецкање на лешникот. После берба се мие, па се суши. Добивме и сушара. Потоа се печи лешникот. Мислам се крши, се чисти, па потоа се печи и се сецка тука на ова машина. И има на неколку нивоа на сецкање и добиваме тука еден сецкан лешник, па поситен и добиваме веќе како мелен лешник. И имаме исто и друга машина, таа е за пакување на печен лешник и непечен лешник. За по 100 грама е таа. Вкупно добивме 6 машини од овој проект преку Европската унија. Значи рековме таа за сецкање, таа за полнење за 100 грамски лешници и исто за сушење, за миење, за печење на лешникот, за ладење на лешникот и за пренесување понатака. Заштедуваме многу. Значи заштедуваме на работна сила, заштедуваме време, па добиваме почист лешник. Нашиот лешник е органски, значи ако треба да се третира со органски и е здрав и чисти, нема нешто друго, некои додатоци. Во биокооператива имаме околу 20 членови, повеќето се од тие членови жени. Имаме околу 50 хектари. Главна придобивка е што имаме финализација и пласман на нашиот производ. Но секогаш постојат предизвици кога се работи на отворено. Временските услови најмногу влијаат, а без вода не треба воопшто да се размислува за подигање на овошен насад со лешници. Не многу често, само знае да се јави град. Тешко дека имаме такви заштитни, не функционира тоа нешто, така да можно е. И град само не толку често. Вода има систем за наводнување, така да не е проблем ни за наводнувањето. Ние имаме механизација и членовите од прва биокооператива и соработуваме со нив, тие можат да ја користат нашата механизација и за некоја си минимална сума. Дали постои уште интерес за зголемување за подигање нови насади? Па постои, да, само треба државата да стои повеќе како позади лешникарите, да имат поголеми субвенции и тоа. Од лешникот се добиваат повеќе преработки потребни за здравјето на луѓето, а на овој начин се создава уште еден македонски бренд. Многу семејства обезбедуваат екзистенција. Нашиот лешник оди во Швајцарија, во Австрија и во други европски земји. И тоа што е најважно е сертифициран органски лешник. Овој убав позитивен редок пример во Струшкиот регион дава и конкретни резултати, а тие ги стимулираат производителите. Организирани преку задруга, може на ваков начин да го заживеат македонскиот аграр. Атанаско заедно со своето семејство и еве овие дечиња каде што се вгнездува љубовта кон природата и кон пчеларството, пред 10 години започнува својата приказна за производство на мед и други пчелни производи, од која што верува дека може да биде и одличен агробизнис за во иднина. Да го видиме овој прилог кој што е снимен во непосредна близина на Долни Дисан, а од оваа страна веќе е висоравнината Витачево.
Долни Дисан е познат по виновата лоза, но самото поднебје и разновидниот биодиверзитет е идеален за пчеларството. Пчеларникот наш се наоѓа во близина на селото Долни Дисан, на надморска височина некаде околу 450 метри. Ова област овде, каде што се наоѓа пчеларникот, се вика Ливадиште. Од таа останато името од нашите предци, од старите. И самото име ни кажува дека овде има доста ливади, кои што нашите пчели ги користат прекрасно за собирање на нектар, од кој што нектар излегува најубавиот мед. За тоа дека е најубавиот мед, можам да гарантирам јас, бидејќи секој пчелар се гарантира за својот производ и за неговиот квалитет и потеклото. Моментално имаме околу 80 пчелни семејства. Пчелари сме од 2016 година. Планираме да се надоградуваме, да стигнеме до некоја бројка од 120 до 150, која би била оптимална бројка, за да би можеле да ги работиме како што треба семејствата. Оваа година и не беше баш најдобра досега. Имавме премногу голем период, каде што имаше обилни врнежи, кои што и не баш им прилегаат на нашите пчелки, бидејќи не може да соберат доволно храна пред се за нив. Ако правиме за храна за пчелките, за да преживеат, имаше доволна количина на полен, додека нектарот беше оној кој што им недостасува и фактички не можат да дадат вишок на мед кој што ние треба да им го земеме како приход од нив. Минатата година имаше преголем сушен период, така што пчелките останаа со многу малку полен влегува во зима, од која што причина, барем според мене, ние пчеларите овде во Македонија имавме некои си голем процент на загуби. Лично за мене ќе кажам дека имав околу 20 до 25% загуби во пчеларникот. Се со причина недостатокот на полен. Презимија одреден дел, меѓутоа тие 20% за жал не успеа да излезат во пролет успешно. Со вештачко разројување, со производство на наши матици, со селекција нивна од добри семејства кои што се медоносни и кои што се отпорни на болести и имаат добри хигиенски навики. Доколку науката со практиката не оде паралелно, тогаш малку е лошо. Мора тие две работи да ги водиме паралелно во пчеларството. Јас лично посетував премногу предавања од наши професори во Македонија. Доста од нив се случува и на земјоделскиот факултет. Еве, јавно им се заблагодарувам на организацијата Словенска Адра, која што ни овозможи неколку предавања од врвни предавачи за да научиме некои работи што досега ние во Македонија можеби ги немавме ни слушнато. А количините на мед кои што ги произведуваме годишно, односно кои што ги даваат нашите пчелки, се во различни килограми секоја година. Можам да ја запамтам 23-та година, како година која што беше добра. Имаше доста добра паша и извадивме некој просек од 15 килограми. Тој просек можеби и не е нешто баш за фалење, меѓутоа, доколку се вратиме со години наназад и на муабетите што ги правеле нашите пчелари пред нас 20-30 години, значи тие се фалат со некои си количини од 30-40 па дури до 50 килограми мед годишно. Гледајќи на временските услови кои што сега ни се случуваат во кои што живееме, ние сме презадоволни со некои си 15 килограми, додека 10 ни се нормални веќе. Оваа година се уште не сме почнале со вадење на мед. Очекуваме доколку времето биде вака топло, како денес прекрасен ден кој што веруваме дека многу растенија медат, очекуваме дека во крајот на месец јуни тоа ќе се случи. Околу цената на медот се движи некаде на околу 600 денари, зборам за кај овде во Неготинско, во Теквишијата. Ние инаку, од пчеларник, имаме само ливадски мед, бидејќи таков не е районот, а пчелариме стационарно не ги селиме нашите пчелни семејства. Правиме исто така и некои мешавини, како мед со таан, мед со јаткасти плодови, мед со прополис и полен, за кои што луѓето имаат своји навики. Мене тоа доста ме радува, бидејќи ги конзумираат редовно и се почнуваат да се свестуваат на природната храна, да се навикнуваат кои што треба да ја конзумираат редовно. Медот обично го продаваме од куќен прак, по пријатели, роднини, а од минатата година почнавме да се појавуваме по саеми, исто така од кои што сме многу задоволни. Интересот за нашиот мед беше доста голем низ републиката. Минатата година добивме исто така решение од Храна и ветеринарство за нашата пчеларска работилница, која што ја регистрирахме во Храна и ветеринарство, така да саимите ни се едни како одскочна даска ни се за понатаму за продажбата на медот.
немаме користено средства од националната програма за поддршка на пчеларите. Субвенциите ни се редовни, да, и мислам дека околу субвенциите може државата малку да ни помогне со зголемување на субвенциите, или пак да не биде како да ние пчеларите цело време само бараме субвенции, да најде одредени стратегии, како например закочување на фалсификат од мед, увозот на фалсификован мед, или да ги најде оние измамници пчелари што ние ги викаме, да одат да имат добри контроли каде што би се видела на терен реалната состојба на пчеларниците, дали е бројката која што е пријавена во Министерството за земјоделие за субвенции. Значи не бараме пари од државата, меѓутоа бараме некоја стратегија да најдат каде што ќе ни даде нам пчеларите волја. Доколку би рекол не ни текнува овде во Македонија како да го направиме тоа, па можеме да земеме примери од странските држави како што Англија, Словенија, каде што луѓето пчеларите ги гледаат како богови. Искрено кога тие сретнуваат пчелар, буквално да не речем им се поклонуваат, затоа што знаат колку се важни пчелите за опстанокот на денешницата. Како нас мислам дека уште двајца пчелари, посериозни пчелари, додека почетници има околу 3-4 некаде отприлика. Ние имаме среќа што сме овде горе во планина, каде што изостанува тој проблем, меѓутоа, но јас сум многу среќен кога го слушам, се почесто го слушам мавето дека луѓето знаат да прскат доцна навечер пред да се стемни, кога активноста на пчелите е веќе завршена, или многу рано наутро кога тие воопште не се испаднати на паша. Фактички до некој степен свеста на луѓето за штетноста на тие препарати што се прска лозето на пчелите се веќе се зголемува доста. Пред се едукацијата е број 1, бидејќи тогаш луѓето најмногу се запознаваат со проблемите во пчеларството, со начинот на пчеларење, што како би можело да помогне. Најмногу со да се го заштитиме нашиот мед овдешниот, да се заштити автохтоната македонска пчела Апис mellifera macedonica, која што е навикната на оваа поднебје и која што најмногу може да опстани овде. Исто така, например, овде во Македонија не фали брендирање на нашите производи. Како што, например, во светот е познат медот од Манука, кој што е брендиран и кој што е многу скап, исто така ние овде можеме да го брендираме медот од Чалија, кој што овде го имаме во изобилство во Македонија и кој што мед, според мене, е 10 пати подобар и поквалитетен од Мануката. Меѓутоа ни треба реклама, ни треба добар бренд и промоција во светот. Се трудам да стигнам, меѓутоа не можам. Како расте бројот на пчелните семејства, така растат и обврските. Благодарност до мојата фамилија, која што секогаш е тука поддршка зад мене, и многу сум среќен што и од немалите имам поддршка и што се љубители на природата. А штом си љубител на природата, можеш да бидеш пчелар. И да ја продолжат нашата пчеларска традиција, се надевам дека ќе остане многу поколенија и после мене. И покрај подолгиот пат што треба да се изоди, бидејќи со друго превозно средство тешко може да се стигне до пчеларникот, секој момент сите заедно, семејството Шишкови, сложно го користат за да бидат токму там, во пчеларникот. Скриено кач, каде што се открива еден нов свет, особено за младите. Природата ги дава своите дарови, но потребна е и поддршка од човекот. Тие самите не се мокни да го направат патот што води до пчеларникот, а има и лозја што ги работат другите селани. Но државата и општината се тие што ги создаваат условите. Онака како што тоа се прави во другите земи, например во Словенија. Потикот кај младите и пренесувањето на љубовта кон земјоделството, кон производството на храна, кон пчеларството е доволен мотив за да се размисли како да се заживее селото. Можеби токму тоа е и решението. Да се создадат условите за производство. Предлогот за пчеларството, кој што беше и посаден за денешнава емисија, мислам дека дава потик дека и младите сака да се занимаваат со оваа област. Сезоната во пчеларството е најактивна во овој период. Веќе знаеме дека медоносењето на пчелите, на медот, се повеќе се засилува, има повеќе паша, наскоро ќе стартува и вадењето на медот, има многу активности, а човеков што го гледате пред мене е со огромна љубов кон пчеларството уште од детството, но за него ќе говориме во наредната емисија, овде само како најава за она што представува основа во животот
за Сафет, да го откриеме неговото име, но и за многу пчелари на секаде низ Македонија. Од пчелата можеме многу да научиме, не само во производството на мед и други пчелни производи, туку и од самата нивна организација која што ја имаат, колку се тие единствени, вредни, знаат како да работат, можеби треба да пресликаме и во нашето општество дел од нивната филозофија. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.